спаваш ли мирно, девине? Здраво дечки, како сте, што правите? Никлемане повторно со вас. 10 дена од претходното видео, многу утакмици изиграни во меѓувреме, многу серии се решија и наред стигнаа конференциските финалиња. Тоа што немногу не засега нам, Далас Маверикс, Лука Дончич, феноменална партија на Далас, феноменална партија на Лука, на Спенсер Динвиди, Джейлен Брансон, ќе почнеме да ги викаме и Брансон и Динвиди Дончичи. Видов преска некој пост вика поздрав од Дончичи и сите овие тројца наброени со феноменалните статистики од Game 7 ги демолира буквално Санс. Кој би рекол, значи буквално кој би рекол, немаше теорија некој да го предвиди ова, 33 поени разлика, победа во гости. Yes! Лука Дончич во прво полувреме имаше 27 поени, цела екипа на Санс имаше 27 поени. Спенсер Динвиди со 30 поена, Джейлен Брансон со 24 поена. Човече, сите тројца заедно има 89, цела екипа на Санс 90. Ова е една од тие утакмици кај што ќе речеш ова беше една од тие утакмици. Значи, некое логично објаснување, ако го гледаш на крај бокскорот, да видиш кој колку поени има, процент на шут, процентот за 3 поена, изгубени топки, скокови асистенции, тука се негде. Двете екипи се тука негде. Уопште не е многу полош процентот за шут на Феникс. Е полош. Далас шутираа феноменално со 50%, ама Феникс шутираа околу 40% од поле. Тоа и не е така лошо. За 3 шутираа 30 и неколку посто, меѓутоа тоа уопште не е лошо. Додека Далас погодија све. Човече, таква утакмица, таква партија од почеток, буквално све што фрлија, све влезе. Во вакви моменти се гледа кои се големи играчи. Крис Пол. Кај беше Крис Пол? 10 поени. Повреден бил ова, она. 37 години има, толку му држи гзот. Едноставно го стигна заморот, како да ви кажам. Девин Букер, 11 поена. Човече, или си еден од најдобрите млади играчи. У Game 7 дома, чоук, што преш? 13 шута само. Ко што рече Коби, или ќе шутнам 30, па ќе изгорам, или не прифаќам со 11 шута да сидам дома, човеч. Главен играч си, превземи одговорност. Деандре Ейтон. Го фалев во претходното видео, мислев дека ќе изигра многу добро и дека ќе биде клjuč во оваа серија против Далас, ама човече нигде го немаш. Слаби партии, релативно требаше под кош да доминира. Излези едно видео, односно слика од некои кортсайд фанови што седеле тука во близина на клупата на Феникс, дека начуле на еден тайм-аут како Монти, тренеров на Ейтон, му се дере, демек у стил повисок си, огромен си, не си Порзингис, треба да ги доминираш овие. Што преш, излези доминирај, а овој као му рекол, му се искручил, као му рекол, седи тука стари да не те седнам ја, као. Опасна работа, не му го продолжија лани договорот. Оваа година испаѓаат од Мавс. У втора рунда, мислам дека Деандре Ейтон ќе ги пали патиките ова лето. За Крис Пол, да не заборам, имаше интересна статистика, може да видите тука. Во првите 8 утакмици у плейофот, споредба со последните 5 утакмици од плейоф. Откако напуни 37 години, човекот едноставно као да му рече биолошкиот часовник, до тука ти беше, друже. После овој ден вака ќе играш. Стварно не знам што да кажам, непрепознатлива игра на Крис Пол. Рече во постгеймот дека ќе се вратат следна година, не сумљам дека ќе се вратат, меѓутоа ако Деандре Ейтон си замине, можеби ова беше најдобрата шанса на Крис Пол да дојде до прстенот. Следна година без Ейтон, оваа екипа мислам дека и у прва рунда ќе излезе. Ова беше веројатно најдобрата шанса на Крис Пол. Жалам. Да прејдеме на главната страна, Далас Маверикс, Лука Дончич, човече. Многу јак. Како што реков у претходното видео, реков дека ако нема помош, Далас веројатно ќе сиде брзо дома, но се јавија. Джейлен Брансон се јави, навистина се јави. Спенсер Динвиди се јави, навистина се јави. Феноменални партии од третата, буквално од трета, четврта, пета, шеста, седма утакмица, последните 5 утакмици, а уствари Далас ги доби 4 од последните 5 утакмици од серијата. Значи, у задни 5 дуели Далас тепале 4 пати. Јасно се гледа која е подобрата екипа во моментот. Стварно не мислев дека има доволна поддршка за да ги помине Феникс, Лука, ама очигледно грешев. Свака част, не само на нив двајца, а цела екипа, Фини Смит во една утакмица полуде, даде 8 тројки.
Клебер со одлични партии, Двајт Пауел со одлична игра и ќе биде многу интересно у финалето на Запад против Голден Стейт. Глеј сега, Голден Стейт беа трети на Запад, Феникс беа први, што значи дека Далас ги тепале првите, треба да ги тепаат и третите. Ова е размислувањето на прводеленците. Шала на страна, гледам на вистина голема и реална шанса за Далас Маверикс во серијата против Голден Стейт. Зошто? Нема кој да го чува Лука. Буквално нема кој да го чува. Стеф Кари, too small. Клеј Томсон не е во таа форма. Клеј Томсон е добар дефанзивен, беше добар дефанзивен играч, ама не е, после повредава, не е во таа форма за да може да се справи со Лука. Веројатно ќе го гледаме Ендрю Вигинс на Лука, Дремонд Грин, сигурно. Млади веќе ги пуштат. Куминга, веројатно тука ќе се врти Ото Портер, тука ќе се врти одбраната околу Лука, меѓу тие играчи. Очекувам да го нападнат од сите страни, меѓутоа сметам дека Лука е доволно способен и да се снајде и во таква една одбрана, во таква брза кошарка и секако ќе биде потребно епизодниви играчи, односно поддршкава на Лука да биде тука и во оваа серија, односно да продолжи таму кај што застана. Немаат високи играчи, ни едните ни другите екипи, ќе биде ова small ball, ќе гледаме на двете страни. Джейсон Кид се покажа како навистина добар тренер. Голден Стейт се екипа со доста искуство, стари волци. Не верувам дека се уште се она екипа од пред 3-4 години кога доминираа со лигата. Клеј Томсон сигурно не е. Джордан Пул исто така ќе биде многу клучен фактор во играта. Ќе им треба на Голден Стейт све што може да даде Джордан Пул за да поминат преку Мавс. Не можам да навијам против Лука, иако шансите веројатно и статистички и буквално целиот свет кошаркарски не верува во уште едно чудо од страна на Далас Маверикс, дека ќе успеат да поминат во финале, ама не ми дава срце да кажам дека Далас ќе изгуби. Моја предпоставка Далас у 7, пак, why not? А во одбрана Далас мислам дека може да се справи со нападот на Голден Стейт. Односно мислам дека Фини Смит и Реджи Булок може добар отпор да им пружат на Стеф Кари и на Клеј Томсон. On to the next one, другата седма утакмица, Милвоки Бостон, најавав за Јанис. Стварно мислев дека ќе идат дале. Особено по петиот меч во Бостон, кога направија брейк, кога Јанис имаше стварно монстер гейм со 40 поени и 20 скока, му ја раскрвареа аркадата, буквално од зверот стисна заби, губеа 10 разлика на 2 минути и успеа да победат со феноменалниот блок на Џру Холидеј у задниот напад врз Маркус Смарт, уште една украдена топка на Џру Холидеј, пак од Маркус Смарт, Game 5 у Бостон тепаат, викам, тоа е тоа, Милвоки иде дале, стварно личат на шампионска екипа, стварно мислев дека дури ќе освојат повторно. Game 6 во Милвоки на домашен терен, пак 44 поена од страна на Јанис, 20 скока, ама Джейсон Тейтум 46. Шклап. Немаше доволна поддршка Јанис во шестата утакмица на домашен терен, само Џру Холидеј мислам дека со 17 и 5 Конахтон со 14 поена, остатокот од екипата сите испод 10, буквално Гркот сам ја носеше екипата, ама не успеа да одговори на одличните партии на Тейтум, 46 поена, кога е најбитно, стварно се претвара во суперстар пред нашите очи. Джелен Браун и Маркус Смарт исто додадоа околу 20 поени и тоа беше доволно да им вратат, односно да изедначат серијата на 3-3 за да одлучува Game 7 највозбудливите два збора во спортот, кој што викаат мерите Game 7. И тука имаше интересна изјава Име Удока, тренерот на Бостон, дека ако се сеќавате на оној ден последниот од регуларната сезона, кога Милвоки намерно го одмараше Јанис и изгубија за да не се паднат со Нетс во прва рунда, а Бостон свесно отидоа на победа за да го добијат домашниот терен. Не се плаше од Нетс, видовме како ги збришаа 4-0 у прва рунда, за сега fast forward до Game 7 да имаат буквално домашната предност против Милвоки, против reigning champions, најбитниот меч од сезоната да го изиграат пред своја публика. Да мислеа на ова и Милвоки, да не се плаше од Дурант, можда ќе сватеа што може да се случи во блиска иднина. Ова се случи. TD Garden, Бостон Селтикс на домашен терен, тешко богами се игра. Арената скокаше до последно место, на секој кош, на секој допир со топката, овации, тензија. Повторно Јанис
одлична партија, во првото полувреме се држа и мислев дека се тука, мислев дека утакмицата е изначена, дека ќе гледаме пеколна завршница, меѓутоа второ полувреме Селтикси го добија од нигде никаде Грент Вилијамс, дечкото шутна 18 тројки. 18 тројки. Джелен Браун вика у постгейм, ќе го викаме Кари Вилијамс, вика дечко лут 18 тројки што шутна, погоди, мислам дека 7, али беа сите буквално кога најмногу требаше. Кога беа оние серии на поени на Бостон, се кача на 10-13, тројка на Вилијамс, отиде 20 поени од такмицата, додека Милвоки има ужасен шут, не може ништо да погодат, шутираа 4 од 33 за 3 поени. Очаен процент на реализација, додека Бостон дадоа 22 тројки. Драги гледачи, 22 тројки, онака рекордот тимски за постигнати тројки на еден плейоф надпревар е 25 од Кливленд, а имаат 22, само 3 помалци од рекордот. Што сакаш тука? Што сакаш тука? И Далас дадоа 22 тројки исто во Game 7. Значи, каква игра на овие две млади екипи, кога е најпотребно со таков шут за 3 поени, феноменално. За буквално на крај да отиде утакмицата 30 разлика, тепа 28 или 29, да изгледа како блоуаут, ги издува во второ полувреме, буквално не знае кај се наоѓаат, пак Јанис осамен. Тука се осети навистина во оваа утакмица отсуството на Крис Мидлтон. Навистина мислам дека доколку беше Мидлтон присутен на оваа утакмица, дека Милвоки ќе ја добија, ќе победеа, затоа што Мидлтон како и да е ти дава 20 поени по утакмица, одличен дефанзивец и што е најбитно е клач играч во клучните моменти, е смирен и знае да погоди, сме го виделе тоа милион пати од негова страна. Ништо што е следно за Милвоки понатаму, се додека го имаш Јанис тука, моментално е во прайм тајм, нема што да се секираат Милвоки. Крис Мидлтон ќе се врати со здрав состав, секако ќе бидат на врвот на источната конференција и следната сезона. Ги очекуваме назад во плейофот следната година, но Бостон, драги гледачи, е стварно пријатно изненадување од All-Star навака. Бостон Селтикс и по сите статистики е најдобрата екипа во NBA. Како да се свестија самите кои се и што се и за што се способни. Ова го велев одамна дека ќе бидат страшна екипа Бостон. Джейсон Тейтум сигурно е во топ 10 играчи моментално во NBA. Джейлен Браун, па може да кажеме дека е во топ 25. Маркус Смарт, дефанзивец на годината. Ал Хорфорд, драги гледачи, Ал Хорфорд, да не го заборавиме. 30 поени имаше во еден меч. Феноменална одбрана против Јанис. Буквално плукаше крв и пот и све за да победи неговата екипа. Ал Хорфорд во Бостон се прероди. Да не беше Хорфорд, тешко дека ќе поминаа Бостон. Дефинитивно, жими се. Многу underrated појачување на полусезона беше Дерик Уајт од Сан Антонио. Одличен дефанзивец, шутер, плеймейкер, знае да ги разигра. Секоја чест за тоа појачување, клучна улога игра моментално во плейофов. И Грент Вилијамс, човече. Ме потсеќа на оној Глен Бейби Дейвис, што го има у 2008 кога освоја Бостон. Што го реши од табла гейм уинер што им даде. Слични фаци се, само Грент Вилијамс е многу бољ. И Име Удока покажа дека е тренериште, доаѓа од школата на Грег Попович и многу ми е јако кај Име Удока, многу ми е смешно што човекот не знае што да прави со маската. Значи со маската за лице има, еве гледајте тука, неколку инсерти каде што не знаеш што прави со маската за лице. Како што правиш? Се ја ставаш, се ја вадиш, се ја ставаш, се ја вадиш, се тука ја има, тука ја нема. Па две маски носи, па не носи ни една. Па на постгейм носи две маски. Па после на постгейм на другата утакмица не носи ни една. Па вдека на тајмаут го гледаме како им скажува на играчите преку маска. Па после на тајмаут меѓу сите играчи тука го гледаме без маска. Као шо правиш? На страна Име Удока и неговите проблеми со маската за лице, помина ковид Име, можеш да се опуштиш, тргни ја маската и така никој не носи. Бостон Мајами, финале на конференција, човече. Ова ако беше физичка серија со многу дуели, со тепање, со буткање, со скокање, со трчање, со надпреварување, буквално видовме и крв и све, мислам дека оваа со Мајами дека ќе биде уште по-физичка серија. Знаеме какви кучиња се Мајами, Джими Батлер, Бема Дебајо, Пиџеј Такер, Питбулот. Очекувам страшна битка за секоја топка во оваа серија, буквално очекувам да летаат по теренот едните и другите. Пак сметам дека Бостон се поквалитетни и дека имаат повеќе опции во напад.
за разлика од Мајами. Мајами, освен Џими Батлер и Тайлер Хиро, онака не гледам некој што ќе може во напад да даде толкав придонес и да ја носи екипата поентерски, додека во одбрана секако сметам дека се доста солидни, иако Бостон важеше за една од најдобрите екипи во одбрана досега во плейофот. Знаеме дека Мајами ќе окренат левелот за неколку нивоа нагоре во оваа серија. Како што реков во минатото видео, не беа доволно тестирани Мајами, се врати Ембид, им украдоа не еден, два меча успеа да им украдат на Мајами пред домашна публика. Видовме две добри, да речам добри, утакмици на Джеймс Харден, две стварно добри партии на Джоел Ембид, иако повреден со онаа заштитна маска на лице, даде се од себе и во напад и на одбрана, повторно доби некои страшни удари во лицето, заслужува подобри соиграчи. Јадеше трици у постгейм за своите соиграчи, инкогнито ги издиса малце, јадеше трици и за Джеймс Харден, кажа дека не бил оној што го очекуваат сите дека ќе биде од Хјустон. Стварно не е така, кажав и претходно, брада се избричив, ама треба и он да се избричи затоа што на ништо не личи. И да се бричиш и да не се бричиш, од Джеймс Харден боле ќе изиграш. Тајрис Мекси изигра многу подобро од Джеймс Харден. Гледаме тука како му се нанервира, му се напна у една ситуација кога изгуби топка и не се врати у контра, почна да фрла Тајрис Мекси на клупа столчиња, буквално му се дереше у фаца, разлика се сигурно 15 години. Секоја чест за Тајрис Мекси и за Джоел Ембид. Околу нив двајца треба да се гради иднината на Фили и стварно не мислам дека Джеймс Харден заслужува максимум контракт следново лето. Пуштете го да сиде дома, дајте му некој трейд, таму спакувајте го за некој подобар, помлад играч, Асален. Не можам да го гледам овој Харден, не можам да го гледам. Расел Весбрук е 100 пати боле од Джеймс Харден. Додека Мајами, Џими Бакетс на ниво со одлични поентерски партии во цела серија против Филаделфија. Видовме некоја статистика дека се наоѓа на трето место во историјата на франшизата Хит после Леброн и Вейд за поени во просек во плейофот. Браво Џими Бакетс. Мислам дека ќе дае одлични партии во серијава против Бостон. Очекуваме лавовска борба. Мој пик е Бостон 6. Мислам дека во оваа серија Џејлен Браун ќе биде X факторот. За Тейтум има решение Џими Батлер, за Џејлен Браун нема решение на странава на Мајами. Бема да Бајо окей, ќе се бори под кош. Тайлер Хиро окей, ќе ги дае поените, ама за Џејлен Браун мислам дека немаат одговор Мајами Хит. И мислам дека ќе се види вистинскиот Џејлен Браун во оваа серија и дека ќе биде одлучувачкиот фактор за кој ќе иде даље. На запад серијата меѓу Мемфис и Голден Стейт заврши во 6. За жал, Џа Морант се повреди, драги гледачи, Гризлите толку можеа без него, иако во петиот меч без Џа Морант тепаат 2-30 разлика, буквално ги изненадија Голден Стейт, ја продолжија серијата, само за во Сан Франциско да рутинирано, да кажам, Голден Стейт дојде до 4-2, Клей Томсон Game 6, 30 поена, и успеа на искуство да ги добијат Гризлис, толку беше силата на младите Гризлис. Ми се свиѓа нивниот state of mind. Дилон Брукс изјави дека they are old, као ние ќе бидеме и тука и следните години, will keep coming back, нигде не сидеме, млади сме, гладни и идеме по вас, доаѓаме по вас и наредна година. Така да мислам дека е така, доколку го задржат тој состав, дека Гризлис ќе бидат се подобри во иднина. Финалето на запад ќе биде стварно интересно. Кој што кажав, сметам дека Далас кида ту 7. Ке речете овој будала нема шанса, ама и за со Феникс немаше шанса. Кој би рекол? Како беше тоа, погодио Брајанта плюс цел дан пева, кој би рекол чуда да се десе. Оваа лига припаѓа на Лука. Тоа е тоа, дечки, немам што да додадам. Вечер се игра првото финале на Исток, играат Мајами Бостон. Во Мајами идеме јако уште од старт. Пуштете го Джейсон Тейтум и Џејлен Браун плюс Укладиона, ставете го и Џими Батлер плюс, Тайлер Хиро може плюс. Тоа е тоа, дечки, држиме палци за Лука, држиме палци за Джейсон Тейтум, какво само финале замислете ќе биде Далас Бостон, иднината на NBA да се сретнат во финале, најдобрите двајца млади играчи во моментот, мислам дека
ќе се согласите. Ќе биде стварно фантастично доколку тоа се деси. Гледајте НБА, гледајте кошарка. Ако ви се допаѓа ова видео, споделете го со вашите пријатели што се љубители на НБА лигата. Да видиме како ќе се одвиваат работите во овие финалиња и ќе се вклучиме и понатака. До тогаш останете ми со здравје и се гледаме у наредно видео. Like, share, subscribe,